Новиот број на моето омилено списание е веќе достапен, а на страниците на Лице в лице една од главните теми во фокусот е здравието на граѓаните, кое што и тоа како стана важна тема од почетокот, особено на пандемијата. Маја Раванска, одговорната уредничка на Лице в лице, ја имаме на Skype ово утро. Маја, добро утро, добре ни дојдовте во Македонија наутро, имаме многу убава тема за дискусија ово утро. Добро утро на сите, како сте? Фала ви за поканата. Ние одлични и многу се радувам што сте ни гостинка, бидејќи секогаш кога станува збор за Лице в лице имаме многу убави вести кои што сакаме да им ги презентираме на нашите гледачи. Генерално темите кои што ги одбирате во секое списание засегаат одредена категорија на граѓани, секогаш се актуелни, па така и оваа, придобивките кои ги носи персонализираната медицина и нејзиното влијание врз квалитетот на животот е во фокусот на 44-тото издание на списанието. Ајде детали накусо. Така, придобивките од персонализираната медицина не се многу познати, затоа што ова е, иако е една не толку многу нова област, кај нас многу малку се зборува. И со оглед на тоа што Лице в лице одлучува да отвора теми за кои што малку се зборува и да отвора перспективи за кои што човештвото нашло соодветни решенија, решивме дека е време да ја покренеме оваа тема малку подлабоко да ја обработиме. Станува збор за еден принцип кој што уште Хипократ го кажувал, значи кажува дека поважно е да знаеме каков тип човек ја има болеста, отколку да знаеме каква болест има човекот. И тука е тоа основа на персонализираниот пристап, бидејќи сите ние сме различни, сите ние различно реагираме на сите нешта. И ако комуникацијските гиганти како Netflix, Facebook, Google и така натака го нудат тоа, нели, персонализирано чувство, сака да ни угодат, односно по нивните алгоритми ни носат само услуги и теми кои што, нели, на секој од нас ни се интересни, зошто тоа да не си го дозволуваме и не размислуваме по тие принципи кога станува збор за нашето здравје. И сега, интересно е тоа што веќе науката, медицинската наука, истражувачите во светот веќе работат на темава сериозно и веќе развиен тој еден, да кажам, опус кој што значи персонализиран пристап. Тој носи една синтагма која што вели дека треба да се понуди вистинска терапија за вистински пациент во вистинското време. И употребуваат се така постручни некои работи, молекуларни тестови за диагностика, кои што ќе предвидат на каков третман ќе одговори посебната болест на пациентот. Овие работи вкрстени со технологија и со податоци од електронски медицински регистри, од клинички испитувања, од други уреди носечки кои што некој од нас ги има, ги носи податоците кои што се важни. Секој пациент генерално посакува здравствена грижа според неговите потреби. Прашавте ни за експерти на оваа тема. Што рекоа тие? Можен ли е ваков свет, особено на нашите простори? Па да, може не. Кај нас и делумно и се применува персонализираната медицина, особено за некои групи болести кои што за кои што се истражувало доста и за кои што нели се увидало дека тоа е вистинскиот пристап. И тоа го кажуваат и сите луѓе кои што ги прашавме. Особено интересно е она што и самиот министер за здравство го кажувал за Лице в лице дека ако сакаме напредок на ова поле, немаме друг избор. Тоа е патот по кој што треба да се движиме. Потребно е да се доведе овој пристап на ниво на систем. Значи не да бидат одделни клиники или одделни доктори да го применуваат, туку да целиот систем да е во едно заедничко делување во овој поглед. Тука стануваат збори за политики и за низа засегнати страни кои што треба да бидат вклучени. Имаме и фотографии, режија, доколку ни се подготвени, може и да додат во текот на разговорот. Колку овој пристап, Маја, би го променил квалитетот на животот на граѓаните? Што велат истражувањата на оваа тема? Така, точно баш кажуваат дека сериозно се менува квалитетот на живот, нели? Ако допред некое време се сметале некои болести за неизлечиви, науката донела решенија, донела таргетирани терапии, донела сериозни податоци и лекови, да ги кажам, кои што делуваат соодветно на соодветните видови одделни болести.
Сега бројки не знам и не би навлагала во тој сегмент, меѓутоа јасно е дека науката отишла до таму што развила решенија, наше е само да ги прифатиме, да им веруваме и да се стремиме да можеме да го имплементираме тој систем во склоп на нашиот целосен општествен систем, не само здравствен. Новиот број на Лице в лице е придружен со стартот на кампањата И јас читам Лице в лице, каде голем број на поддржувачи на списанието јавно говорат зошто го читаат и зошто едно такво списание ни е неопходно. Многу ми е драго што бројот на поддржувачи на Лице в лице вртоглаво расте низ годиниве. Па, мило ми е, Кристина, што имаш таков печаток. Ние увидовме во пандемијава, и не случајно, нели, и ти си самата дел од ова, и секако и МТВ како наш редовен поддржувач, како медиум кој што редовно известува за активностите на Лице в лице, за што сме ви многу благодарни. Серијалот Видеа всушност е дел од една заложба на Лице в лице да повеќе да зборува за мисијата на списанието. Значи, ние ги гледаме продавачите на низолиците, меѓутоа точно не сме сите упатени што значи тоа што луѓето продаваат списание. Зошто баш списание продаваат, зошто не продаваат некој друг производ. И дојдовме до тоа дека во суштина содржината е нешто што го издвојува самиот производ и како медиумски, меѓутоа и како воопшто производ кој што е нели продажен, кој што го има на пазарот. И свативме дека таа содржина поттикнува, инспирира, брендот е изграден врз основа на таа содржина, не ги секако и мисијата. И решивме дека е добро овие видеа да ги споделиме со јавноста и да поттикнеме луѓето да споделат со нас зошто читаат Лице в лице. Самите учесници во видеата кажуваат дека тоа е учебник за солидарност, за емпатија, дека ги инспирира да бидат подобри луѓе и така натака. И тука се нели наши и соработници и луѓе кои што не поддржувале ни сите овие 9 години на постоење на списанието и кои што се онака сигурна, верна публика која што постојано поттикнува. Велите, драго ми е што имаме се поголем број на поддржувачи, но свесни ли сте, Маја, каква револуција направивте? Не само во поглед на подигнувањето на свеста за неопходноста од поддршка на ранливите категории на граѓани, туку и затварањето на многу теми за кои што години наназад многу нерадо се зборуваше гласно. Да, може би не сме толку свесни, меѓутоа едно истражување кон крајот на минатата година ни го донесе тоа сознание сериозно, дека Лице в лице навистина поттикнало доста промени во нашето општество. И еден од најголемите, да кажам, успеси е тој што многу гласно се зборува за потребата од работна интеграција на ранливи сограѓани. Дека помина тоа време кога сите мислеа дека треба да се чуваат луѓето со предизвици, со попреченост, сиромашните, дека тие не се способни ништо да прават. Не, тие се способни. Доколку им се понуди соодветна програма и доколку им се понуди соодветна грижа и пристап, тие се и такако способни да придонесат и за себе и за општеството воопшто. За жал, пандемијата многу сериозно се одрази и на работата на продавачите и продажбата на списанието година наназад. Како, со кој темпо функционирате во моментов? Ги има на терен, забележуваме, но веројатно не во истиот број кој што ги имаше лани ова време. Така. Значи, половина од продавачите не се на терен. Значи, ние имаме околу 40 продавачи низ земјава, во повеќе градови, во Скопје се најголемиот дел од нив и можам да кажем слободно дека половина од продавачите не се на терен. Тоа се нашите продавачи од Порака Волкови, од Порака Неготино, кои што се лица со попречености, кои што се во таа ризична група и кои што имаат нели најголем ризик и нели не е сигурно за нив, не е безбедно за нив да бидат меѓу луѓе надвор. Така што функционираме со намален продажен, да кажам, тим, меѓутоа се обидуваме и за овие кои што остануваат дома да изнајдеме соодветни решенија и така во екот на пандемијата кој креиравме и дојдовме до едни, да кажам, решенија кои што само треба да ги развиваме. Онлайн продажбата е една од нив? Така, онлайн продажбата, дигиталното издание е достапно за сите од целава земја и за луѓето од надвор од нашата земја.
преку едноставна веб продавница, купување веб онлайн, со внесување код на продавач, парите одат директно кај продавачот, а доколку не се внесе код на продавач, тогаш парите се вложуваат во социјално менторство програма која што изгледа дека е исклучително важна, особено овој период сега во пандемија. Сосема на крајот на разговорот, зошто да се купи 44-тото издание на Лице в лице? Јас знам, бидејќи ќе ми биде инспирација за многу гостувања во периодот што следува, и години наназад било така. Читајќи ве вас, сум добила идеја за многу гости во студио и благодарам за тоа. Да, фала, Кристина. Списанието треба да се купи пред се, затоа што е единствен производ кој што поддржува на еден така интересен начин ги поддржува ранливите, меѓутоа и затоа што носи промена кај самиот читател. Содржината е навистина, да кажам така, интересна, квалитетна. Ќе најдете приказната на Рамајана таму, ќе најдеме, освен главната тема, ќе најдеме многу работи кои што се однесуваат на инклузивното општество, ќе најдеме за потребата од трансформација на образовни реформи, за тоа како бизнисите треба да си ја најдат својата улога во одржливата иднина и многу други теми. Маја, благодарам за вклучувањето денешно во Македонија наутро. Ние секако остануваме како медиумска поддршка на сето она што го правите и со сето она што ќе биде ново повторно се гледаме во утринската програма. Фала ви, голем поздрав до сите. Благодарам. Убав работен ден. Уште еднаш подсетуваме, 44-тиот број на Лице в лице е достапен. Може да го купите преку продавачите доколку ги сретнете на одредена локација во главниот град или низ државата, или онлайн можноста секогаш е достапна. Во продолжение на новите вести од земјава и светот.